Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Странските туристи бараат автентична традиционална храна. Колку е таа застапена во туристичката понуда? Едукација на ренџерските служби за сузбивање на криминал врз дивиот свет. Ексклузивна изложба на ракописи и икони во Света Софија. Кампања на Републичкиот совет за безбедност на патиштата и СВР Охрид за безбедно учество во сообраќајот на мотоциклисти и велосипедисти. Портокалов песок го покри Крит. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во среда под влијание на нестабилна воздушна маса во западна, северозападна, централна како и во северна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално проследени со засилен ветер. Во останатите предели од стариот континент ќе преовладува стабилно време со локална облачност и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Во северните и централните предели ќе има зголемена облачност, условувајќи умерено облачно време со сончеви периоди. Во крајните источни предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 28 степени. Во Македонија во среда по свежото утро во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и релативно топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер кој што во источната половина од државата ќе достигне брзина и до 50 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во среда по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен северозападен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност.
нов Девалт Аутлет ивент во Охрид. Преполовени цени до 50% на Девалт. Супер настан за сите професионалци и љубители на алат. Во Кармен, Бау центар Охрид, опреми се до заби. На 30 и 31 мај, не пропуштај. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Гостите, посебно од западноевропските земји, сакаат да вкусат традиционална кујна и локални специјалитети, направени со свежи и сезонски состојки. Но во услови кога земјата е се позависна од увоз, а има се помалку локални производители на храна, се поставува прашањето што е автентично домашно и колку е дел од туристичката понуда. Дали храната која конзумираме е квалитетна е дилемата со која се повеќе се соочуваме во последно време. Во последните 10 години увозот на храна се зголемил во државава за 88%, што значи дека се повеќе стануваме увозно зависни, а притоа не можеме да влијаеме директно врз квалитетот на храната која што влегува во државава и која се пласира на домашните трпези или во рестораните. Дилемата е покомплексна кога станува збор за туризмот. Гостите, посебно од западноевропските земји, знаат зашто вреди да се плати повеќе, вели професор Климент Наумов од Факултетот за туризам и угостителство. Тие бараат квалитетна, автентична охридска храна, но дали и колку ја нудиме? Моето 20 годишно искуство се повеќе многу пати сум бил прашуван што е автентично, македонско, домашно, што е она со што сме израснале ние како деца, што е она што нашите дедовци, прадедовци, прабаби го јаделе, го подготвувале. И за жал секогаш сум морал да дадам некој негативен одговор, не толку негативен, толку да им кажам на гостите дека сепак во некои рурални средини може да најда таква автентична храна, каде што се уште некоја стара жена станува рано наутро, го пали огнот, собира трески, прави ѓомлезе, меси леп, користи фурна. Мал е бројот на оние кои се решаваат да произведуваат храна како локални земјоделци или мали семејни фарми. Земјоделството е тешко, а секој би сакал помалку да се мачи, вели професор Наумов, а и според демографскиот статус сме нација која старее. Сепак може се уште да се најде квалитетна локална храна и јадења приготвени по традиционални рецепти. Сето тоа можеме да го најдеме надвор од овие урбани средини,
Но сепак постојат и ресторани кои што нудат национална, локална и регионална храна која што е специфична за овие простори. Ако ето ја спомнавме црешата, но исто така ќе го споменеме и ѓомлезето кое што е загарантиран традиционален специјалитет по оригинален рецепт. Традиционална кујна и локалните специјалитети направени со свежи сезонски состојки секој турист треба да ги проба, но што се однесува до уникатниот деликатес за нашиот регион, ендемичната охридска пастрмка, професор Наумов смета дека е дискутабилно дали треба да се најде на трпезите во рестораните, бидејќи е на работно изумирање. Едукација на ренџерските служби на заштитните подрачја, Државниот инспекторат за животна средина и сродни институции за сузбивање на криминал врз дивиот свет. Екосвест во соработка со Факултетот за безбедност Скопје организира еднодневна работилница на тема сузбивање на криминал врз дивиот свет. Работилницата се одржа во Факултетот за безбедност во Скопје. Целта на работилницата е унапредување на знаењата и капацитетите на ренџерските служби и релевантните институции за справување со криминалот врз дивиот свет, кој представува сериозна закана за биолошката разновидност и природната рамнотежа. Во рамки на настанот било дискутирано за значењето на заштитата на дивите животни, националните и меѓународните законски рамки, улогата на чуварските служби, како и потребата од подобра меѓусекторска и прекугранична соработка. Работилницата е дел од прекуграничен проект за заштита на кафеавата мечка, информираат од Екосвест. По повод празникот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи, во Катедралната црква Света Софија беше представена ексклузивна изложба на ракописи и икони. Дел од ракописите биле изложени во Ватикан и Брисел, но за прв пат ја видоа светлината на денот во земјава. На централната прослава на сесловенските просветители во Катедралната Света Софија, ексклузивна изложба на ракописи, низ вековите, од слово до ракописно и старопечатено наследство, кое е дел од археографската збирка на Националната библиотека. Дел од ракописите биле изложени во Ватикан и Брисел, но за прв пат ја видоа светлината на денот во земјава. Меѓу другото, беа представени двете старопечатени ретки книги, тројазичниот речник на Ѓорѓе Апулевски и за македонските работи од Мисирков, за кое е научно докажано дека се обид за кодификација на македонскиот литературен јазик. Специфично е за овие книги, посебно за македонските работи, не знам колку вашите гледачи го знаат, тоа сигурно има каде да го прочитаат, е книга која што е создавана во периодот после Илинденското востание, меѓутоа во периодот е однесена во Софија да се печати. Му било кажано дека тогашните власти дале наредба да биде откупен целиот тираж и запален. Така да имате ексклузивна можност да погледнете многу мал дел што е останат тука. Ремек дела на фреско живописите и иконописите во регионот беа представени на уште една изложба во дворот на црквата Света Софија. Пригодна поставка на фотографии, копии од икони и фрески, почнувајќи од 11 век па до 19 век. Избрани се репрезентативни дела кои се дел собственост на Завод и музеј Охрид, представени во галеријата на икони, дел се и собственост на МПЦ. Пред присутните беа изложени и најстариот фрагмент на пергамент кој датира од 13 век, струшкиот зборник со творба за Свети Климент Охридски и Кратовското евангелие. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, заеднички со полициски службеници од СВР Охрид, во превентивна активност за зголемување на безбедноста и свеста на сите учесници во сообраќајот. Во рамки на кампањата за едукација на мотоциклисти, велосипедисти и корисници на електрични тротинети, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и полициски службеници при СВР Охрид преку едукативен материјал и практични совети ја споделија пораката за важноста од носењето кацига и почитување на правилата и прописите за безбедно учество во сообраќајот. Акција на јавното предпријатие Охридски комуналец за собирање кабаст и зелен отпад од реонот опфатен со улиците Аба Семин и Железничка.
Акцијата ќе се спроведе во петок, 30 мај. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 30 мај и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Отпадот треба да е уредно оставен до контењерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од Комуналец. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!